Добар ден во централното издание на вестите за почеток настани на денот. Не се важни имињата на улиците, туку во каква постапка се донесени. Уставен го крена гласот против политичките притисоци, а во пресрет на иницијативите во Тетово и во Чаир. Власта и опозицијата со забетонирани ставови пред утрешниот последен ден за консензус за изборниот законник. Опозицијата да седне и да се договори што сака. Она што Мицкоски го предлага е механизам за кражба. Ќе го скротили новиот закон дивењето на несовесните возачи на тротинети. Во Скопје секој ден по неколку повредени. Потрес на мозокот, скршеници на подлактица и зглобот, повреди на лицето. Американскиот одбор за безбедност ја презема истрагата за инцидентот на Ryanair и Македонија дел од истражниот тим. Александар и Мартина ја крунисаа љубовта со вековните галички обичаи и председателката Силјановска се фати за оро. Ако политиката е уметност на можното, бракот е уметност на неможното. Но вреди да се биде уметник. Институциите експресно реагираа по апелот на Млада Кумановка, која во потресно обраќање на Инстаграм побара институционална помош од таткото алкохоличар, од кого семејството трпело семејно насилство. Од МВР за Канал 5 потврдија дека нејзиниот татко, кој бил згрижен во психијатриското одделение во Кумановската болница, по добиено решение од судот во Куманово, сега е на пат кон психијатриската установа во Демирхисар, каде ќе биде хоспитализиран. Реакцијата на институциите следи откако девојката јавно побара татко и да биде соодветно згрижен, затоа што од Кумановската болница и најавиле дека утре ќе го пуштат дома и дека стравува за својата и безбедноста на своето семејство. Ние сме 3 жени кои што живееме со човек кој што постојано ни прети дека ќе не убие, кој што имал обиди и за самоубиство и за убиство спрема нас. Денеска повикавме полиција и ако ви кажам дека цел ден сме по сите институции и дека сите не одбиваат и дека никој не сака да го прими во ниедна психијатриска установа и дека никој не се јавува на телефон ни во Бардовци, ни во Демирхисар, ни во ниедни други психијатриски установи, од секогаш добиваме одговор дека нема место или дека не е доволно сериозна ситуацијата. Само ние знаеме колку е сериозна ситуацијата, затоа што никој не е во наша кожа. И не мора да биде фатално, не мора да бидеме убивени, силувани или ранети за некој да не слушне. Продолжуваме со политика. Политичките разлики не треба да се решаваат преку институциите, чија основна задача е заштита на уставниот поредок и владењето на правото. Уставниот суд со остра реакција по критиките дека носел неуставни и незаконски одлуки, во конкретниот случај неодамнешното укинување на преименувањето на улици во Тетово. Нова слична иницијатива на ДУИ веќе чека пред Советот на општината, но точката не е ставена на дневен ред пред утрешната седница. Андријана Лазова-Божиновска има повеќе. Да не се политизираат одлуките на судиите. Судот нема да подлегне на политички притисоци, влијанија или обиди за дискредитација. Уставен со остра критика кон партиите по последните реакции за преименување на улиците во Тетово. По синокешниот протест тамо во организација на ДУИ порачуваа дека наместо да ги повикуваат граѓаните на улица и да се против владење на правото, партиите треба да покажат вистинска посветеност за европските вредности. Посебно сакаме да нагласиме дека за судот нема никаква релевантност какви и кои се имињата на улици, школи, инфраструктурни објекти и слично. Тоа се политички одлуки кои ние не ги цениме, но она што е важно за судот и за граѓаните е дали тие одлуки се донесени во законски пропишана постапка, велат од Уставен. На синокешниот протест учесниците носеа пароли "Историјата не се брише" и улиците зборуваат албански. Ова е Тетово, а не Белград, Титовлен. Пораки кои на крајот ги залепија на влезот од општинската зграда.
Сега пред Советот на Тетово е нова иницијатива од ДУИ за преименување на улици. Прашање кое се очекуваше да биде на утрешната седница, но не е ставено на дневен ред. Во неа повторно се предлагаат имињата кои беа во оспорената одлука на Уставен, но дел се сосема други улици, па затоа тие предлогот го третираат како целосно нов и очекуваат да биде прифатен од советниците. Од партијата на Ахмети за Канал 5 вела дека тој потек не би предизвикал распуштање на Советот, иако според законот за локална самоуправа, тој се распушта ако повторно го донесе прописот кој претходно бил поништен или укинат со одлука на Уставниот суд. Политичкиот аналитичар Љузин Фаризи оценува дека на оваа тема ќе калкулираат и ДУИ и вреди. И истите се обидуваат тоа да го профитират, односно самите ДУИ, тоа што го има направено грешката во минатото, да се обидат да го поправат, но за политичка цел. Од тоа што вчера го гледавме дека имаше многу мал број кој излегува на тој протест, се разбира дека двете политички структури ќе тактизираат со одлуката за утрешниот ден, но пред се топката е од страна на Влен, кои ќе одлучат дали ќе одат на предвремени избори за Советот на Тетово или не. Освен во Тетово иницијатива за промена на улици со имиња на борци на ОНА, има и во Чаир. Командант Тели и Зекирија Хасани. Советот дал согласност, но за сега нема одговор дали имало и Бадентерово мнозинство, како што налага законот. Власта и опозицијата без никакви поместувања за изборниот законник го пречекуваат утрешниот последен ден за евентуално постигнување консензус за да се фати последниот рок. Од левица најавија дека утре ќе иницираат координативна средба на сите опозицијски политички партии со цел усогласување на ставовите за изборната реформа. Михајло Видемлиски. По вчерашните прозивки на премиерот Христијан Мицкоски, лидерот на СДСМ Венко Филипч, партиските штабови и денеска продолжија со меѓусебни обвинувања за изборниот законник и европскиот пат. На 3 дена до истек на крајниот рок од исполнување на реформската агенда од владеачката партија ја повторија нивната позиција, дека опозицијата треба да пресече што побрзо и да постигна договор за нов изборен законник, за да се заокружи списокот на обврски. Велат условот за дијаспората останува ист, во спротивно доколку останат старите изборни правила. Од ВМРО ДПМН потенцираа дека одговорноста нема да е нивна. Наместо Македонија да покаже политичка зрелост и да испрати порака дека најважните закони можат да се носат со договор, опозицијата избра конфронтација и дневно политички пресметки. ВМРО ДПМН и понатаму останува на ставот опозицијата да седне и да се договори што сака, а ние веднаш тоа и ќе го прифатиме, само да се олесни гласањето на дијаспората. СДСМ го повтори ставот дека за нив е неприфатливо електронско гласање на дијаспората, од кое ВМРО ДПМН не отстапува. Дијаспората гласа и сега, а она што Мицкоски го предлага е механизам за кражба. И СДСМ се обидува да го спречи токму тој обид на Мицкоски да направи и да си обезбеди механизам за кражба преку начинот на кој што тој предлага да гласа дијаспората. Дали ќе има договор до среда за изборниот законник, најверојатно ќе се знае утре по понеделничката собраниска координација на партиите. Од левица пак најавија дека утре ќе се состанат со останатите опозицијски партии за да ги усогласат ставовите за изборниот законник. Со надзорни камери против демолирањето на детските игралишта. Општините им објавија војна на вандалите. Нема крај на врсничкото насилство во земјава. 16-годишникот Скопски Сара е приведен откако по расправија со нож тешко повредил 14-годишен малолетник. Од СВР Скопје информираа дека инцидентот се случил вчера доцна попладнето. Прво пред угостителски објект каде што дошло до физичка пресметка, а потоа и пред локална продавница. Постариот малолетник го нападнал со остар предмет 14-годишникот, нанесувајќи му тешка телесна повреда на момчето, кое возвратило со тврд предмет и му нанело повреда на напаѓачот. По целосно документирање на случајот против повозрастниот малолетник ќе биде поднесена соодветна кривична пријава, информираат од МВР. Новиот закон за тротинети, кој што наскоро треба да стапи на сила, засега не ги плаши младите. Во просек по тројца повредени дневно на скопските улици, меѓу кои малолетници, регистрира итната помош. Најчеста повреда била потрес на мозок. Сања Трајковска Ставров има повеќе.
Потрес на мозок, повреди на клучната коска, скршеници на раце и нозе, гребаници по лицето. Со вакви повреди најчесто во болница се завршува по пат од тротинет, а итната медицинска помош во просек периодов има и по 3 случаи дневно. Млади луѓе и по кафеа на ноќ се качуваат на тротинет за да си отидат дома и бидејќи се во алкохолизирана состојба, често завршуваат со посериозни повреди, алармираат од итната медицинска помош и движење од 25 км на час може да биде смртоносно, а потрес на мозок е чисто бидејќи ретко кој носи заштитна кацига, вели доктор Елена Каревска-Пиловска. Потрес на мозокот, скршеници на подлактица и зглобот, повреди на лицето, клучната коска и колената. 25 км на час при пат може да предизвика сериозни повреди. Ризикот дополнително се зголемува поради неносење заштитен шлем, возење со една рака, користење на мобилен телефон, возење во сандали или папучи. Често гледаме и 2 лица на еден тротинет. Искуството си го прави своето, како и поради неравни тротоари, дупки и рабници, каде што малите тркала лесно губат стабилност. Но и алкохолот во вечерните часови во комбинација со преголема брзина дополнително го зголемува ризикот. При губење на свест по патот тротинет треба да се побара итна медицинска помош. Ако лошо се падне, особено на глава, во наредните 72 часа е неопходна внимателност, бидејќи симптомите може да се манифестираат и подоцна. Доктор Пиловска појаснува дека граѓаните што ќе затекнат лице кое е паднало од тротинет, треба да знаат дека ако има сомнеш за повреда на рбетот, не смее да се поместува. При губење на свест, повраќање, силна главоболка, конфузија, обилно крварење, деформација на екстремитет, силна болка во вратот или грбот. Но и покрај тоа, ако овие симптоми во моментот не се присутни, лицето да мирува во наредните 72 часа, да биде добро хидрирано, да престојува во разладена просторија и да се следи за евентуална појава на нови симптоми. За ваквите случаи да станат минато се смени и законот, а измените наскоро треба да стапат на сила. Па малолетниците нема да смеат да користат тротинет, ниту да се возат по 20. А ако бидат фатени, родителите ќе треба да плаќаат најмногу и по 275 евра казни, а тротинетот ќе биде одземен. Максималната дозволена брзина на движење ќе биде 20 км на час. Скопските градоначалници им објавија војна на вандалите кои во изминатиот период во неколку наврати ги уништуваа детските игралишта. Повеќе општини најавуваат поставување надзорни камери. Последниот инцидент се случи во Киселабода, каде игралиште осамна полеано со моторно масло. Видеонадзор на детските и спортските игралишта, како и во парковите низ општина Аеродром, најавува градоначалникот Дејан Митевски. По низата случај на вандализам и оштетување на јавниот имот, општината започнува постапка за поставување на надзорни камери. Советот на општина Аеродром веќе даде зелено светло за старт на процедурите, а градоначалникот Митевски вели дека иако процесот е сложен, очекува до крајот на годината да биде распишан тендер за набавка на опремата. Претходно ќе се направи анализа на сите детски спортски игралишта и паркови, за да се утврди колку камери ќе бидат потребни и колкава ќе биде вредноста на проектот. Особено внимание, како што посочува Митевски, ќе се посвети на почитувањето на одредбите од Законот за заштита на лични податоци. Во таа насока, кажа дека веќе биле остварени и работни средби со представници на надлежните институции. Ова е една комплексна постапка, имајќи ги предвид одредбите од Законот за заштита на лични податоци, мораме да бидеме многу внимателни, меѓутоа се одлучивме да ја спроведеме без оглед на комплексноста, од причина што како општина навистина трошиме многу средства за одржување на детските и спортските игралишта, најчесто се поради уништување од вандали. Лица од општина Аеродром остварија средба со представници на Агенцијата за заштита на лични податоци и добивме напатствија од нивна страна како треба да спроведеме постапката за да можеме на крај да ги испочитуваме одредбите од Закон за заштита на лични податоци и тоа да биде функционално.
Последниот случај на вандализам беше регистриран пред 2 дена во Киселавода, каде непознат сторител со моторно масло ги полеал реквизитите и клупите на детското игралиште на улицата Ѓорги Сугаре, правејќи го просторот неупотреблив и небезбеден за користење. Градоначалничката Бети Стаменковска Трајковска најави дека и општина Киселавода ја разгледува можноста за поставување видеонадзор и на детските игралишта и на другите јавни површини. Пред 1 месец ваква најава имаше и од градоначалникот на Бутел Дарко Кустовски. И тој посочи дека станува збор за сложена постапка, но дека со целосно почитување на законските процедури. Снимките од видеонадзорот би можеле да се користат како доказ во кривични или прекршочни постапки, но исклучиво по налог на надлежните институции. Меѓу првите општини со ваква идеја пред 2 години беше општина Центар, но камерите до овој момент не се поставени. Од градоначалникот Горан Герасимовски не добивме одговор до каде е постапката. Звукот на зурлите и тапаните повторно одекнаа во Галичник. Александар и Мартина ја крониса љубовта со вековните галички обичаи, живо сведоштво на македонското богато културно наследство. Стотици гости на Петровден беа дел од галичката свадба, една од најавтентичните и најпрепознатливи културни манифестации. Маја Стојановска. Во раскошни мијачки носи и според обичаите кои со генерации се пренесуваат, Александар Пендаровски и Мартина Михајлова ја кронисаа својата љубов, станувајќи дел од вековната приказна на галичката свадба. Но нивната свадба годинава не е само продолжение на традицијата. Таа е продолжение на посебна семејна приказна. Пред точно 35 години, на првата современа галичка свадба, судбиносното да го кажале и родителите на младоженецот. Денес истата чест му припадна и нему, правејќи оваа свадба единствена по својата символика. Тесните галички сокаци беа исполнети со бројни посетители, домашни и странски, кои има можност да бидат дел од овој посебен ден. Атмосферата и чувството да се присуствува на галичката свадба го опишаа како незаборавно и прекрасно искуство. Традицијата за галичката свадба е нешто големо, величанствено, дури би рекол невидено во светски рамки. Јас доаѓам од Шведска овдека и прв пат сум на галичка свадба. Традицијата фантастично што е така. Само можеш да се почувствува, не може толку да се каже како е, што е, али преубаво е, преубаво е. Главните свадбарски обичаи започнаа уште во раните утрински часови. Според вековната традиција, меѓу обичаите се бречењето на зетот, гледањето низ прстен, но и одењето по вода на трите галички чешми. Откако невестата ја напушта родната куќа, свадбената поворка придружена од звуците на зурлите и тапаните, минува низ преполните галички сокаци. Младенците судбиносното да го кажаа во црквата Свети апостол Петар и Павле, а веселбата продолжи со изведба на мијачки песни и традиционална музика, со кои годинава беше заокружена едно од најпрепознатливите македонски традиции. Токму еден од највпечатливите моменти е изведбата на традиционалните македонски ора по венчавањето. Младенците се закитија и со бројни дарови, меѓу кои пафта со мотив од галичник од претседателката Гордана Силјановска-Давкова. На студентите им велев дека ако политиката е уметност на можното, бракот е уметност на неможното. Но вреди да се биде уметник. Впрочем, затоа и се појавуваат децата. Галичката свадба се одржува секое лето и представува едно од најзначајните културни манифестации во земјава, која повеќе од 6 децении го зачувува автентичниот свадбен обред, песните, ората и носиите на мијаците. Ова беше последна информација во централните вести. Бидете со нас и во вечерните. До тогаш пријатно.